Добар ден, почитувани гледачи. Сметам дека овие празнични денови можеме да го стартуваме првиот шаховски коментар во новата 2007 година со една партија од шаховската ризница. Денес ќе погледаме една прекрасна партија од творештвото на најголемиот турнирски боец во историјата на шахот, на живата легенда на светскиот шах Анатолий Карпов. Анатолий Карпов, кој што беше светски шампион од 1975 до 85 година, продолжи да игра активно шах и денес е активен шахист, иако повеќе игра на симултанки и на турнири по забрзано темпо, но овој турнирот кој што ќе погледаме денешната партија, тоа е турнирот во Линарес 1994 година, каде што педантите статистичари ќе забележат дека тоа е 125-та турнирска победа на Анатолий Карпов, со што несомнено е најсилниот турнирски играч во историјата на шахот, со рекорд кој што уште долги години тешко дека ќе биде соборен. Самиот турнир Линарес 1994 година е од висока 18-та категорија со просечен рейтинг од 2685 поени и замислете во таков состав Анатолий Карпов постигнува 9 победи и само 4 нерешени партии и е убедливо прв со 11 поени од 13 партии. Тој остварува предност пред најблиските конкуренти Каспаров и Широв од дури 2,5 поени разлика. Значи на второ и трето место Каспаров и Широв со по 8,5. Потоа следи Бареев на четврто место со 7,5. Па петто и шесто место делат велемајсторите Крамник и Лотје со по 7 поени. На делба од седмото до деветото место Анант, Камски и Топалов по 6,5 поени. 10 Иванчук 6 поени, 11 Гелфанд 5,5 поени, 12 шпанскиот велемајстор Илјескас 4,5 поени, предпоследна 13 Јудит Полгар, најсилната шахистка на сите времиња 4 поени и последен Александар Белјавски со само 2 поени. Значи неверојатен резултат во неверојатно силна конкуренција. А сега останува да ја видиме партијата која што е играна во четвртото коло. Значи партијата помеѓу Анатолий Карпов и Веселин Топалов. Топалов кој што во тој миг има 19 години наспроти 43 на Анатолий Карпов, но кој што сепак и тогаш со 19 години има висок рейтинг 2640 поени, што значи дека Карпов имал средба со млад, но силен велемајстор кој што напредува од ден во ден. Значи Карпов со бели фигури, D2, D4, конјев 6, C4, C5. Значи Топалов веднаш сака да игра на победа, тоа го покажува со потегот C5, кој што е најостро практично продолжение на ова место и е подготвен на D5 или да удри B5, што ќе понуди волшки гамбит, или пак по D5 да продолжи E6 и понатаму да игра несиметрична позиција Волга, односно Бенони отварање. Но Карпов не сака да ги проверува домашните подготовки на Топалов и да игра позиција по негов вкус, затоа го бира продолжението конјев 3. С зема на D4. Конј D4, E6, G3, конј C6, ловец G2, ловец C5. Значи со поинаков редослед на потези, партијата е во англиско отварање. Ловец C5 е со идеја белиот да го депласира коњот од активната централна позиција D4, тој доаѓа на B3. Сега алтернатива на потегот на Топалов беше ловец B4 шах, но тој се врати со ловецот на E7, а Толја Карпов конј C3. Мала рокада. Мала рокада. D6.
ловец F4 со притисок на точката D6. Конј H5, тој ловец му пречи на црниот и тој сака веднаш да го отстрани од F4. Ова е ситуацијата во која што Карпов игра оригинален потек. Значи, толку е голем авторитетот на ловечката двојка што најчесто велемајсторите по инерција веднаш го чувале тој ловец и го повлекувале на E3, но Карпов на ова место игра оригинален потек E3. Значи, го дава ловецот за коњ, при тоа и ги удвојува своите пешаци. Практично црниот сега мора да го земе ловецот, затоа што ако појде G6, тогаш ловецот ќе дојде на H6, а ако се врати коњ F6, тогаш E4 само загубил време. Значи, коњ зема на F4, EF4. Сега е интересно, гледате, значи, белиот го даде ловецот, ги дозволи удвојување на пешаците, но тие пешаци на F4 и на C4 практично одлично ги кочат централните пешаци на црниот на D6 и на E6. Ловец D7, дама D2, дама B8. Јасно е дека црниот треба да го реши проблемот на дамата и тој ја носи на B8 затоа што ако ја донесе на C7, под топ C1 ќе потпадне под влијание на топот од C1 и во многу варијанти белиот ќе се заканува со коњ D5, па на ED5, CD5. Значи затоа Топалов не наоѓа подобро поле за дамата од B8 и се чини дека се е во ред. А Карпов продолжува топ од F на E1. Сега неговата идеја е да појде F5, се разбира. И црниот не ќе може да земе F5 заради ловец C6 и топ E7. А, например, ако го брани ловецот со топ E8, тогаш белиот ќе заврши замена на E6, F6, F6 и другиот пешак ќе дојде на F4. И овие висечки пешаци на D6 и на E6 се прилично чувствителни. Особено тоа важи за пешакот на E6. Затоа Топалов го бира потег од G6, но тоа му овозможува на Карпов сега да појде напред со H пешакот H4. Идејата му е, се разбира, H5 и HG6 да ја ослаби малку позицијата на црниот крал, додека неговиот крал, гледате, ќе го чуваат останати три пешаци плюс ловецот на G2. По G6 црниот се обидува да креира контраигра на дамското крило A6, H5, B5. H зема на G6, H зема на G6 и сега одличен потек, коњ на C5. Го напаѓа ловецот, кој што не може згодно да се повлече, затоа што например на ловец E8 белиот би можел да удари на A6, коња 6. И по топ A6 C зема на B5, па по топ B6 B зема на C6. Црниот ќе врати еден од пешаците, но белиот ќе остане со еден здрав пешак повеќе. Затоа по коњ C5 практично црниот мора да бие на C5, DC5, а белиот го зема ловецот на D7. Сега виси коњот на C6. Тој не може да игра затоа што има функција да го брани ловецот на E7. Затоа мора индиректно Топалов да го брани. И тој тоа го чини со
топ на C8 со идеја на ловец C6, топот да дојде на A7, да ја нападне дамата и понатаму во следниот потек да земе на C6. Но во оваа ситуација Анатолиј Карпов, кој што стартуваше со 3 победи последователни во четвртото коло, оваа партија игра на вистина креативно и тој удира на E6. Топ зема на E6. Гледате. Сега Топалов игра најдобар потек. И впрочем воопшто во партијата Топалов добро ќе се брани, но ништо нема да биде под негов диктат во оваа партија. Тој само ќе се брани добро, но тоа ќе се покаже дека не е доволно. Против супер енергичната и точна игра на Карпов во оваа партија. По топ Е6, сега ако земе на Е6, белиот може да го чува тој шах во резерва со дама Е6, прво да земе на С6 да го нападне топот. И по топ А7, сега да земе на Е6 со шах, кралот доаѓа на Г7 за да го штити пешакот, но ловецот доаѓа на Е4, напаѓа на Г6 уште еднаш, и по ловец Ф6 дамата доаѓа на Г4. Сега пешакот на Г6 не може да се брани, дама Г6, коњ Д5 и тоа е матен напад и материјална предност. По топ Е6, тоа е нашата позиција, топ Е6, Топалов прави најдобро, игра топ А7. Ја напаѓа дамата. Но топот повторно Карпов го жртвува, овој пат зема на Г6, пешак, уште еден и дава шах. Сега веќе е моментот кога црниот мора да ја прими жртвата, во спротивно би загубил форсирано. Крал Ф8 би допуштило дама на Х3. И по Ф зема на Г6, дамата дава шах на Х8, црниот мора крал Ф7 и белиот матира со ловец на Д5. Додека пак ако се обиде да бега на Х7, повторно ќе добие шах на полето Х3 и по крал Г6 ловец на Е4 шах, за по крал Г7 повторно дамата да даде шах на Х7 и да матира. Крал Ф8, дама Х8 мат, односно крал Ф6, дама Х6. Тоа е веќе позицијата каде што Топалов практично мора да ја прими жртвата со ФГ6. Карпов дава шах, дама Е6 шах, крал Г7 и го зема коњот на С6 со ловец на С6. Топ Д8, С зема на Б5. Сега не може црниот А Б5, затоа што по коњ Б5 би загубил самиот квалитет. Гледате, тој топ го штити ловецот на Е7. Затоа по С зема на Б5, Топалов, најдобар потек игра, ловец на Ф6. Но Карпов го внесува и коњот на активна централна позиција на полето Е4, при тоа напаѓајќи го ловецот. Сега ловецот нема време да земе на Б2, затоа што би следело топ Б1 со темпо, со напад на ловецот, и кога ловецот ќе се повлече на единственото поле Д4, белиот ќе појде Б6 со напад на топот. Сега гледате, црниот на седмата линија може само на F7 да дојде, но тогаш белиот веднаш ќе го нападне уште еднаш со коњ Г5.
и повторно би загубил црниот веднаш. Значи по коње 4 од таа причина Топалов веднаш го централизира својот ловец, не губи време, со ловец D4. А Карпов зема уште еден пешак, без зема на А6. Да се преброиме, значи белиот има 4 пешаци за квалитет. Тоа е материјална предност, при тоа кралот на црниот е трајно ослабен, значи нема заштитници. Повторно црниот не може згодно дама Б2 заради топ D1, тој се обидува сега да го врзе белиот, да ги врзе белите фигури по шестата линија, затоа доаѓа со дамата на Б6 и по топ D1 дама А6. Топот има функција да го брани, се разбира, седмиот ред. Дама А6. Но во оваа ситуација, гледате, Карпов повторно жртвува и вториот топ го жртвува, значи игра топ на D4. Значи, тој во своите коментари вели дека не може да се припомни на некоја велемајсторска партија каде што едната страна 3 пати жртвувала топ. Значи, практично првиот топ го жртвуваше еднаш, 2 пати и вториот топ исто така го жртвува. Зашто го жртвува топот? На D4 го жртвува заради тоа да оствари доминација и по црните полиња. Значи, тој ловец на D4 практично колку толку му ги пазеше црните полиња и тој главен заштитник на црните полиња бива уништен. Значи, сега Карпов ќе нападне со дамата, коњот и ловецот против тој крал. Сега на два начина може да земе црниот, но Топалов го бира по отпорниот потек, топ D4. Доколку земеше со пешак на D4, ќе видите како ќе се појави тука една убава, една фина геометриска слика. Значи, во тој случај би следел дама на F6 и по крал H7 дама на H4 за по крал G7 да земе на D8 во овој миг и по дама C6 дамата повторно зема на D4, повторно геометрија, значи и во наредниот потек ќе го земе и топот на А7. Значи, со 2-3 шаха форсирано ги зема и двата топа. Затоа по топ D4 Топалов правилно зема со топ на D4. Сега следи дама F6 шах. Сега гледате, кралот исто е многу ограничен во своите дејства. На H6 не може да дојде, заради тоа што веднаш F5 би следело. Со зака на мат иди на единственото топ G7, дамата ќе матира од H4. Дали топот ќе го исполни тоа поле. Значи, по дама F6, практично, а на крал H7 добива коњ G5 шах и ќе загуби побрзо отколку во партијата. Крал G8, сега и последниот бастион околу црниот крал падна со шах, со темпо, дама G6, крал F8, дама E8 шах, крал G7, дама E5 шах, крал G8, коњ F6 шах, крал F7, ловец E8 шах. Гледате како вешто игра со сите своји фигури. Значи, секоја фигура да има своја функција. Силната централизирана дама, коњот на F6, значи дамата и коњот секогаш се опасен тандем, но тука имаат плюс уште помош и од белополниот ловец. Сега, гледате, црниот има многу ограничен избор. Тој појде на F8. Ке видиме како ќе загуби по крал F8. Доколку дојдеше на G7,
сега се мести на откриен шах. И белиот на овој начин ќе открие шах со конј d7, за да го неутрализира, значи, одбранбениот топ од a7, значи да ја прекине таа комуникација по седмиот ред и по крал h8, дама h5, крал g8, дама g5, крал h8, дама h5, крал g8, дама f7 шах. И сега по крал h8, дама f8 шах, крал h7, конј f6 шах. Значи на тој начин ќе ја сплете матната мрежа и гледате сега веќе црниот мора да ја даде дамата за конјот. Значи на овој начин белиот форсирано би ја освоил противничката дама. И затоа во нашата позиција не појде Топалов крал G7, туку дојде со кралот на F8. Но сега кога е кралот на F8, сега белиот зема на C5 со шах. И сега е важно што едниот од двата топови ќе остане без одбрана. Значи доколку игра со крал, дама D4, а на дама D6 белиот го зема другиот топ на А7. Сега во оваа ситуација Топалов имаше една забавна можност, тоа е топ D1 шах и на крал G2 да даде уште еден шах со топот. Тоа се разбира дека е повеќе шега, затоа што Карпов се разбира не би се залетал да го земе тој топ. Воспротивно би следало дама d1 шах и по единственото крал g2 дама на h1 шах. Значи црниот вака би ремизирал со пат, гледате. Значи кралот не може да игра и тоа би било пат. Но се разбира дека по топ g1 белиот поаѓа со кралот на h3 и по топ h1 крал g4, значи со кралот оди горе, сосема е безбеден и црниот е за предавање. Топалов не појде топ d1, туку го зема конјот на f6, а Карпов ловец h5. Топ d2, b3, топ b2, крал на g2. Гледате, целата табла беле, што би се рекло, значи Карпов ги собра сите црни фигури, остана со 5 пешаци за квалитет. И во овој миг младиот 19 годишен бугарски велемајстор Веселин Топалов конечно се досети дека подобро ќе му биде да ги чува силите за наредните партии и ја предаде оваа партија во која што видовме спектакуларна жртва на двата топа од еден од најголемите шахисти на сите времиња, во тој миг 43 годишниот веќе ветеран Анатолиј Карпов. Се надевам, почитувани гледачи, дека можевте да се релаксирате и вие во овие денови, во првата наша средба во новата 2007 година и дека со убави партии и понатаму ќе се дружиме низ шаховските коментари.